6 пратеници и 1 министер се кандидати за градоначалници на овие локални избори. И тоа е причината што парламентот не може да заседава, изјави денес спикерот Талат Џафери. Непишано правило е собранието во период на кампања, која е отпочната вчера, не работи. Тоа што сега му се случува на парламентот не е никаква новост, бидејќи и досега пратениците често биле регрутирани за градоначалници. Партиите типуваат на нив, бидејќи тие се познати, вешто зборуваат и најчесто носат дополнителни изборни резултати. Од овие причини, партиите во овој изборен циклус од парламентот ги активираа Костадин Костадинов од СДСМ, Тимчо Муцински, Кирил Пецаков и Иван Јорданов од ВМРО ДПМНЕ, како и Билал Касами и Кастрит Реджепи од БЕСА. Од овие пратеници никој не поднел оставка за да се впушти во трката за градоначалник, што значи и при евентуален пораз, пратеничките места на нив им се загарантирани. Сепак, поинакво искуство има од претходниот парламент, кога во 2017 година Билал Касами се кандидираше за пратеник на Тетово, откако претходно си даде оставка во парламентот. Од другите функционери, пред овие избори оставка си поднесе директорот на Царина Горан Сугаревски, кој сега е кандидат за градоначалник на Прилеп. Но што ако има итна потреба од собраниска седница за некаква итна законска промена и за тоа е потребен партиски консензус? Доколку има консензус меѓу политичките субјекти кои што учествуваат во работата на собранието и излегуваат со таков усогласен предлог, во контекст на собранието не е пречка да може да работи собранието и евентуално да донесе нова одлука. Тоа е во раците, значи, на политичките партии, доколку се усогласуваат со тоа.